Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МHz. Почитувани слушатели и драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а ова е новото издание на емисијата Студентски парламент. Што денеска донесуваме во него? Универзитетската студентска конференција од студентите на UKLO за општеството 2023, што се одржа на 20 декември во организација на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и Универзитетското студентско собрание, повторно е тема на емисијата Студентски парламент на UKLO FM. Денеска тука дел од разговорите и презентациите изработени од студентите на ветеринарниот факултет на UKLO. Останете со нас да ги проследите. Да те освојам, денот да го украдам. Сладка си ми ти, мисличите ми, утре ке те оставам или ке се заљубам. Не ги слушај нив, лажен им е секој стих. Опушти се и кажи да, горе да те однетам. Па и да сам крив, се ми тлабоци, подај рака звезда, пак е звездува по тебе ја. Пред да ги слушнете најавените разговори и презентации на дел од студентите од ветеринарниот факултет на UKLO кои учествува на Универзитетската студентска конференција од студентите на UKLO за општеството 2023, да подсетиме уште еднаш дека тука беа пријавени 25 труда, изработени од 33 студенти од прв и втор циклус студии, работени под менторство на 31 професор. Конференцијата веќе трета година се одржуваше за да се подигне степенот на индивидуалната и на тимската работа, студентите од различните факултети да се поврзуваат меѓу себе, да разминуваат искуства и знања, да се подигне свеста за глобалните промени и потреби и секако кај студентите да се создаде способност за анализа, синтеза и извлекување на сознанија за одредена проблематика. Од ветеринарниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола на конференцијата имаше 6 студенти кои изработија своји трудови. Денеска ќе слушнеме дел од нив. Ќе започнеме со Иле Калиновски, кој под менторство на професор доктор Билјана Петровска го изработи трудот Центри за спасување и рехабилитација на повредени и болни диви животни. Многу интересна тема која привлече внимание на присутните. Ќе имате можност да ја слушнете неговата презентација денеска во
во емисијата Студентски парламент, но пред тоа слушнете го разговорот што го водевме со него. Иле Калиновски од Ветеринарниот факултет во Битола со многу интересна тема на конференцијата Центри за спасување и рехабилитација на повредени и болни диви животни. Иле, досега постојано зборуваме за центри за згрижување на кучиња, на она што нели како проблем се јавува речиси во сите градови во Македонија, но ова е прв пат, барем јас да слушнам за центар за згрижување на диви животни, нивна рехабилитација за нешто како проект тука што би се реализирал кај нас во Македонија. Така, значи исто како што домашните животни имаат потреба од рехабилитација, од згрижување, од медицински третмани така натаму, исто така и дивите животни имаат потреба од тоа, но кај нас некако таа тема е некако занемарена и многу малку се зборува за дивите животни. И ете, со оваа презентација сакав да ја поттикнам оваа тема, да дел од присутните слушнат и се надевам дека некој ќе се заинтересира и ќе покрене иницијатива за формирање на ваков центар. Нашите слушателите на Универзитетското радио КЛФМ Битола ќе имаат можност по овој разговор да проследат и твојата презентација, но ми беше интересно, јас веќе ја слушав, нели? Ми беше интересно она што кажа дека најголемиот број од фондации или од центри вакви кои што се организирале во светот, кои што веќе функционираат успешно и успеале голем број од дивите животни да ги вратат назад во природа, бидејќи тоа и целта, нели, тие повторно да се вратат назад. Започнале со еден човек ја започнал иницијативата, го формирал центарот и ете веќе прераснуваат во навистина големи центри кои успеваат да им помогнат на дивите животни. Може ли ти како студент на Ветеринарниот факултет само иницијативно да покрениш или да направиш нешто такво, па подоцна со можеби донации, рече и самиот во истражувањето дека претежно функционираат благодарение донациите, да се формира нешто такво. Каква е состојбата? Така, да, значи само иницијативно и јас сведок сум и на други колеги кои презеле таква иницијатива. Самостојно помагаме, но проблемот е што постојано треба да имаме финансиска поддршка од соодветни компании, па дури од општината, од државата, затоа што поединец како поединец не е доволно моќен да е пружена соодветна помош која што треба да му се пружи на животно. А законската регулатива што вели? Може ли да се направи нешто? Така, законската регулатива веќе има разгледано вакви можности, дека ете стоеше во презентацијата дека во 2020 година имаше иницијатива, се разгледа случајот, но се уште не е ништо превземено за оваа тема и се надевам дека забрзо ќе може да се види нешто такво. Па добро, млади луѓе како тебе, кога зборуваат со таков жар за животните, конкретно тука сега за дивите животни, можеби во наредниот период ќе бидеме сведоци на отварање на таков центар кај нас. Да, се надевам и се радувам на такво нешто, затоа што стварно е потребна помош, ете кај нас има животни кои што се на работно истребување и дури спасување на една единка од тој вид е од големо значење за тие животни и за зачувување на тие животински видови, па и целиот екосистем и функционирањето на целата дивина. Можевме да видиме во презентацијата и твои фотографии како ти помагаш на штрк конкретно, на гулаб. Така, да. Донесени кај те, били си се одзел? Да, значи јас обавав практична настава во ветеринарна клиника, каде што волонтери се јави од Гевгелија дека имало штрк кој бил од струен удар, бил погоден и го донесе во нашата клиника. Тука беше пружена прва помош, флуидна терапија, антибиотска терапија, антиинфламаторни лекови, значи се што е во наша моќ да направиме, но тој штрк не беше во состојба да самиот прима храна, да самиот се движи, беше во многу лоша состојба и требаше некој да превземе одговорноста на подолгорочен рок за тоа животно да може да обстане и повторно се врати во дивината. И мене ми е мило што успев да помогнам и што моите напори не беа залудни. Животното нели беше во добра здравствена состојба после известен период и ние го пуштивме назад во дивината. А вториот случај беше за див гулаб кој беше со длабока рана во пределот на крилото и
преврски, локална терапија, парентерална терапија не бе од помош и за жал веќе почна да настанува некрозно ткиво, фати гангрена и беше загрозена општата состојба на животното, па моравме да извршиме ампутација. И таков гулаб со едно крило доколку се врати назад во дивината, тој не може да преживее и затоа тука настапува прашањето еутаназија или да се вдоми во некој постојан дом каде што би живеел до крајот на животот, затоа што некому треба посебна грижа и нега. За среќа најдовме таков домовач кој што го прими и тој гулаб нормално функционира и ден денес, има негово потомство и ми е мило што успеавме да го спасиме. На ветеринарниот факултет тука на Укло имате ли предмет посветен, да речеме, на дивите животни? Така, има предмет посветен на дивите животни, но не се учи во тие размери, сепак тоа е една широка област каде што за да работи со диви животни ти треба повеќе годишна едукација и треба специјализација за работа со диви животни, пошто нели има животни кои што не поднесуваат одредени лекови. Кон секој животно треба да се пристапи на различен начин, со различен третман и различни лекови. Сега, уште за крај прв пат настапуваш со труд или излегуваш со труд на една ваква универзитетска конференција, твоите впечатоци? Па јас сум пресреќен и од слушателите дека имаше заинтересираност на оваа тема, сите внимателно ме пратеа и се надевам дека ова е поттик и дека некој ќе го слушне мојот глас и дека ќе се превземе нешто за оваа тема. Ти благодарам за разговорот и успехи понатаму, не знам до каде си со студиите. Ви благодарам и вас, 4-та година, уште 2 години, да. Ти благодарам. Ви благодарам и вас. И сега ќе одиме со музика, а потоа презентацијата на трудот на Иле. Се што мислам да ти кажам, дали ја за тебе важам, колку многу ти значам. Знам што ти ке кажеш, дека среќа во мене најде. Чекам да дојде време, да ме гушнеш и да ме бакаш. Одам четвртва, па се враќам Сум само еден збор, се би засменило. Чекам твоите зборови, знам дека сега ти ми прагаш такви погледи. Ајде, дозволи вечно ти мој да си. Ме гледаш, те гледам, колу да се смеам. Ме знаеш, и не треба чуда за љубов да ти будам. Ти знаеш. Одам четвртва, па се враќам Сум само еден збор, се би засменило. И како што кажавме, сега во продолжение
Почитувани слушатели, ќе можете да ја слушнете презентацијата на трудот Центри за спасување и рехабилитација на повредени и болни диви животни, изработен од Иле Калиновски од Ветеринарниот факултет на УКЛО под менторство на професор доктор Билјана Петровска. Темата на мојот труд е Центри за спасување и рехабилитација на повредени болни диви животни. Законската регулатива за заштита на животните главно зборува за домашните видови на животни и животните во заробеништво. Но што е со дивите животни? Голем број на држави проблемот со ова прашање го решили на тој начин што отвориле центри за рехабилитација на повредени болни диви животни. Што се тоа центри за рехабилитација? Тоа се објекти за сместување и третман на повредените болни диви животни, но не представуваат постојан дом за животните. Тоа значи дека животното се прима во центарот, извесен период се врши рехабилитација, се пружи медицински третман и се ослободува назад во дивината. Нормално доколку состојбата на животното тоа го дозволува. Во спротивно се врши еутаназија на животното или пак се сместуваат во соодветни центри каде што се пружи сместување на животното до крајот на неговиот живот, како на пример во зоолошки градини или во други соодветни центри кои што имаат согласност за чување на таков вид на животно. Што се однесува до локацијата на овие центри, тие треба да бидат надвор од населено место. Се предпорачува да бидат на периферни делови од градовите или во рурални средини, се со цел да има една тивка и пријатна средина каде што животното би се осеќало безбедно. И има и друга причина, а тоа е дека не смееме да дозволиме да се врши ширење на болести од дивината во руралните средини. Што се однесува до функционирањето, овие центри функционираат главно на принцип на донации, значи од поголеми компании, фирми, но многу виден е фактот дека државата пружи голема финансиска поддршка на овие центри. Во однос на персоналот, во глобала има 7 членови со полно работно време, од кој еден ветеринарен лекар кој треба да е специализиран за работа со диви животни, нутриционист, ветеринарен хирург, неколку ветеринарни техничари, 5 до 7 практиканти кои се најчесто дипломирани ветеринарни студенти и 100 до 300 волонтери. На овој графикон е прикажан бројот на спасени животински групи и вкупниот број на животни во период од 2013 до 2018 година во југоисточна Австралија, пошто можеме да забележиме дека најголем број од спасените животни се птици и цицачи, но исто така забележуваме и дека секоја наредна година бројот на интервенции се поголем и поголем, а тоа укажува која е важноста за постојањето на ваков центар. Тоа го потврдуваме и со следниот приказ, кој се однесува на Британската Колумбија, односно Канада. Во период од 1998 година до 2022 година гледаме дека линијата се движи нагоре, што значи за во последниве години бројот на примени животни е зголемен за 50%. На долната табела е прикажана статистика од Јабис, која што е една организација која што врши статистика за бројот на диви животни во Турција и ги вработила податоците од 11 центри кои постојат во Турција и забележуваме дека во рок од 2017 до 2021 година биле примени 35.764 животни, од кои што 21.909 животни биле повторно вратени назад во дивината, тоа е број кој не треба да се занемари и кој укажува колку е голема потребата на ваквите центри и дека голем број на видови кои што се на работно истребување добиваат втора шанса и се зголемува нивниот број. На следните слайдови се прикажани едни од главните водечки центри за рехабилитација во светот. Прво би почнал со Центарот за рехабилитација Wildlife Warriors, кој што се наоѓа во Австралија. Се започнало со мајката на Стив Ирвин, која што била пионер за заштита на животните. И во нејзина чест Стив и неговата сопруга изнајмиле стара барака за авокадо, која што ја опремиле со цел да се пружи помош на ваквите животни. И потоа оваа барака постепено преминала во центар, па дури болница, и ете ден денес даваат помош на 6.000 до 8.000 повредени животни на годишно ниво. И една од најголемите и најфреквентни болници во светот. Следна е Кроу. Тука се работи за Америка, каде што пред 50 години
кога бил отворен овој центар, основачката на центарот пронашла повредена врана, која била удрена од автомобил и немала каде да се обрати за помош на тоа животно, и ја зела кај неа дома. И тука се собрале број на доброволци кои што ја помогнале во таа акција, и постепено во наредните години, значи градот видел дека има голема потреба и пружил поддршка. И така настанала КРОВ, која прераснала во клиника и денес пружи на повеќе од 5000 повредени животни помош. Следен е Центарот за рехабилитација во Индија, кој што е единствен во таа држава, бил основан во 2002 година и пружи помош на повеќе од 4500 видови на животни. Тука спаѓа слонови, тигри, леопарди, азиски, црни мечки и така натаму, кои што се карактеристични за тој регион. А следен е ова на сликата е основачот на овој центар, се работи за 42 годишен лекар по ветеринарна медицина, кој го основал центарот во Норвешка, кој исто така бил прв на тој регион. И овој центар шири вест дека наместо еутаназија многу од овие животни можат да се спасат. Тој е увидел потребата за постојање на ваков центар и го отворил центарот. А следно ќе кажеме за Република Хрватска, која што е во наша близина. Прво, во 2017 година, ветеринарниот факултет во Загреб ја пресел улогата како центар за рехабилитација на диви животни. И потоа со цел да се зголемат просторните капацитети, тој аплицирал на проект кој бил одобрен и потоа бил преименуван во Центар за рехабилитација, кој добил 200 метри квадратни внатрешен простор и 65 метри квадратни надворешен простор, кој бил опремен со врвни хируршки сали и со соодветна опрема за пружење на помош на тие диви животни. Исто така, Центарот за рехабилитација во Осијек во 2023 година во Зоолошката градина во Осијек бил отворен центар за рехабилитација на строго заштитени видови на животни. А што се однесува до нашата држава, во 2020 година, значи Министерството за животна средина правело напори и работело на студија за можност на отварање на ваков центар, но негова реализација се уште нема. И доколку поединци најдат на повредено животно во нашата држава, тие превземат собствена одговорност, барат локални ветеринари, зоолошки градини и Сдруженија за заштита на животни, кои не се соодветни и компатибилни за да пружат таков вид на помош. Но секогаш излегуваат во пресред. Таков беше случајот, ова се мои собствени фотографии, се работи за штрк, кој беше донесен во ветеринарната клиника во која бавува практична настава. Последица од струен удар. Штркот се наоѓаше во Гевгелија, но активисти го донесоа во Битола и побараа наша помош. Значи, поради потребата на долгорочно ниво, требаше тука се работеше за месец до два рехабилитација кај штркот. Јас бев приморан да го земам кај мене дома. Значи, кај штркот беше наместен интравенски катетер, примаше соодветна терапија и после 2 месеци, кога штркот почна самостојно да се движи, самостојно да зема храна и се вратија неговите нормални физиолошки функции, штркот беше рехабилитиран и повторно вратен во дивината. Ова се исто мои фотографии, се работеше за див гулаб, одговорив и на овој случај, се работеше со длабока рана на крилото, покрај целиот напор за да се пружи помош и животното да се рехабилитира и врати во дивината, тоа не беше возможно, затоа што состојбата на животното беше се полоша и полоша и ние моравме да го ампутираме крилото на ова животно и тоа се вдоми во кај соодветен одгледувач на гулаби, кај што ден денес живее и си продолжи со животот во заробеништво. Како заклучок од нашето истражување, можеме да кажеме дека на светско ниво има големи напори и за згрижување на дивите животни и дека ваквите центри многу добро функционираат, но исто така битен е фактот и дека 1 милион видови на животни се на работно истребување. Поради климатските затоплувања, поради човечкиот фактор кој прави нелегална трговија со животни и токму поради тоа ваквите центри се од клучно значење, затоа што го зголемуваат бројот на овие животни кои што се на работно истребување и предонесуваат за обновување и функционирање на дивиот свет. И сметаме дека ваков центар би бил од клучно значење во нашата држава, а тоа би го постигнале со соодветна едукација и подигање на јавната свест преку медиумите. Ви благодарам. Makni me za kraj, shtum ke si
Бакни ме да знам дека ќе одиш. Се ми зема, се ми скина, пола младост, сета сила. Бакни ме да знам дека не се враќаш и да не те видам никогаш. Нема да падам, не, научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Пакни ме за крај и не се враќај. Сега сигурно чекорам сама до крај. Ти посакувам среќа и храброст. Штом те снема, се се смени. Сега знам за се си крив. Се едно ми е дал ке си мртов или жив. И да не те видам никогаш. Нема да падам, не, научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Бакни ме за крај и не се враќај. Бакни ме за крај, бакни ме за крај, бакни ме за крај и не се враќај. Бакни ме за крај, бакни ме за крај, бакни ме за крај и не се враќај. И да не те видам никогаш. Нема да падам, не, научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Бакни ме за крај и не се враќај. Емисијата Студентски парламент на Укло ФМ Битол ја продолжуваме со презентацијата на трудот Генетски модифицирани организми во секојдневниот живот. Трудот го изработија Славица Милошевска и Сара Петревска, која го презентираше нивното истражување, кое го работеа под менторство на професор доктор Живко Гацовски и доцент доктор Наташа Петровска. Ние со професор Живко Гацовски и професорката Наташа и мојата колешка изработивме труд со наслов генетски модифицирани организми во секојдневниот живот, со што сакавме да видиме дали те имаат позитивно или негативно влијание во животот кај луѓето. Уште со современиот развој, современата технологија се стремела кон производство на нешто ново со цел да ги задоволи потребите на луѓето за храната и со тоа настанале генетските модифицирани организми преку генетскиот инженеринг, кој што е збир на биохемиски процеси за откинување на гени и прикачување на други организми, кои што ќе се разликуваат од природната храна. Уште со доматот, како прв генетски модифициран организам, па денеска се познати 16 таквиот, кои најмногу се одгледуваат соја, пченка, памук и маслојадната репка. Преку бројни истражувања на големи научници се докажало дека генетски модифицираните организми и генетски модифицираната храна негативно влијае на организмот на животните пред се, а исто така и на луѓето. Од таа причина ние направивме истражување преку кои што користевме компаративна анализа и анкетен прашалник на 300 луѓе од Битолскиот, Ресенскиот и Охридскиот
регион во септември и октомври за нивното познавање на ГМО и како ќе ја препознаваат ГМО храната. Истовремено направивме и истражување на 3 индивидуални семејни бизниси во Ресенскиот регион за производство на јаболка, со пред се да го утврдиме квалитетот на самите јаболка, но и да утврдиме дали тие се дали имаат генетски модифицирани организми во нив. Според анкетните прашања, и преку анализите можеме да утврдиме дека на прашањето дали луѓето некогаш слушнале за генетски модифицираната храна, во Ресенскиот регион сите се изјасниле дека знаат што се генетски модифицирани организми и слушнале за неа преку медиумите, додека во Битолскиот и Охридскиот само мал процент од 15 и 20% не се запознаени со неа и тоа претежно заклучивме дека се постари луѓе на 60 години. Во однос на прашањето како може да ги препознаат нив, исто така добивме позитивни одговори дека лесно ја препознаваат и дека за неа слушнале преку социјалните мрежи или медиумите, ја препознаваат преку ознаките на неа. Во однос на второто истражување, односно на анализите на јаболката од Ресенскиот регион, зедовме мостри, со што во лабораторија преку кит методот ги анализиравме и заклучивме дека не е детектирано ГМО во нив, со што дојдовме до заклучок дека се почитува законот во нашата земја, дека не е дозволено присуство, влез и конзумирање на ГМО храните, бидејќи навистина се штетни, не се природни, па од тоа можеме да тргнеме дека се штетни и дека нашето население запознаено со ГМО храната и лесно може да ја препознаваат. Тоа е се. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце и немам сила веќе да те погледнам во лице. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце, да не можам на друг да мислам освен тебе. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг и немам каде јас да побегнам. Бум бум бум, бум 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 и немам каде јас да побегнам.
А сега во продолжение и разговорот што го водевме со професорите, ментори на студентите Иле Калиновски, Славица Милошевска и Сара Петреска, односно со професор доктор Живко Гацевски и професор доктор Билјана Петровска. Разговарам и со дел од менторите, професори на ветеринарниот факултет во Битола, професор доктор Билјана Петровска и професор доктор Живко Гацевски. Забележително оваа година што поголем број студенти од ветеринарниот факултет со своји трудови учествуваат на конференцијата и можеме да забележиме доста интересни теми кои што ги одбрали и го задржа вниманието на присутните. Професоре, на што се должи тоа? Па видите, тоа е заинтересираност прво на студентите. Ние професорите сме да помогнеме, да го поддржиме процесот и ова е добар начин, например, како да се оформа студентите, оние, например, и да се разбуди свеста за понатамашното студирање, не само факултет, него и за докторски студии, пошто кај нас директно на докторски се запишват, и уште од сега да се оформат како да можат да одговорат на сите тие предизвици понатаму што ги чека како граѓани, академски граѓани, и да помогнеме што е можно повеќе. Значи, темата која се обработуваше за генетски модифицирани организми, значи е многу актуелна тема. Има компании од САД, потоа Индија, Кина, Канада и други компании кои ги произведуваат овие генетски модифицирани организми кои се извор на генетски модифицирана храна, кој понатаму се користи за исхрана на луѓето и животните. Нашата цел на темата ни беше да ме доближиме на граѓаните и општо на вработените на универзитетот, тие што не се од нашата област, што значи таа генетски модифицирана храна. Значи, констатирано од независни истражувачи дека негативно влие врз здравието на луѓето. По природен пат таа храна не може да се произведе. Само со помош на генетски инженеринг, кој представува збир на многу биотехнолошки постапки со кои се произведуваат овие генетски модифицирани организми кои содржат страни гени. Содржат гени од вируси, од бактерии и други животински гени. Значи се преминуваат и кај растенијата и кај животните. И затоа не се знае ефектот како претежно негативен ефект има. Сега, последната деценија, во Европската Унија, значи се работи на еден друг правец, значи на создавање на генетски модифицирани продукти со цел да се прилагоди новата технологија кон глобалната измена на климата. Например, тука се користат само, например, растителни гени. Ако се работи за растителни видови, ако се работи за животински видови, се користат животински гени. Не се користат страни гени. И така се создадени пример сорти на пшеница кои се отпорни, например, на суша. Користен е генот сончоглед, кој се покажал дека не влијаат штетно во исхраната на луѓето. Значи сепак треба да се прави разлика, не треба да се прави, не се, ама таа е друга технологија. Другата западна технологија, старата, америчките компании кои ја произведуваат, е веќе тоа штетна е, тие постигнуваат целта, ама не се грижат за здравието, безбедноста на луѓето и на животните. Во секој случај, интересна презентација на вашата студентка. Се надевам дека ќе продолжи да работи натаму на тој план, мислам, во научно-истражувачките води, да речеме, можеби млад научник. Тие се силни студенти, не се така одбрани, тие самите по себе се силни студенти, кои пројавиле интерес. И јас мислам дека добар дел од овие и ќе продолжат понатаму, значи на докторски студии ќе се запишат после завршувањето и ќе продолжат да се занимаваат со научно-истражувачка работа. Добро, не само научно-истражувачка, професорка е студентот на кој што вие бевте ментор. Темата исто така доста интересна за формирање на центри за згрижување и рехабилитација на диви животни, нешто што еве првпат и повредени, нешто што првпат го слушаме и можеби понатаму поле каде што вашите студенти можеби би можеле самостојно можеби да формираат такви центри да најдат свое вработување.
Да, интересна тема. Темата, значи, за оваа конференција беше предвидена уште некаде во јуни месец, кога Иле Калиновски, значи, полагаше кај мене и баш со таа тема, меѓутоа сега секако беше надоградена, разработена и уште тогаш му реков, значи тој добро зборува, има добра дикција, знае убаво да објаснува, му реков дека со оваа тема ќе одиме на студентската конференција, затоа што предпоставив дека повторно ќе има оваа година, се покаже како точно и се надевам дека овие конференции ќе прераснат во некоја традиција, затоа што пред се јавува тој не само надпреварувачки, туку и истражувачки дух кај самите студенти. Знаете, сепак ова е нешто ново за нив и кога се консултиравме и со него како ќе биде, што ќе биде, да не ме фати трема, му викам ништо, тоа нема да се случи, ти едноставно биди се сигурен во себе, се ќе биде добро. Во однос на темата, да, темата е нова за нашите простори, за далеко од кај нас и во прекоокеанските земји не е ништо ново. Оваа година само Австралија, тука беше спомнат Нов Јужен Велс, каде што исто со Стив Ирвинг беше спомнато од аспект што таму веќе сега со пожарите беше уништено многу шумско подрачје и сега беа одвоени околу 50 милиони долари токму за рехабилитација и да им се излезе во пресрет на дивите животни. Центрите се исто така карактеристични, ние ги набројавме тука Индија, ја спомнавме исто така Турција веќе така со некоја традиција и со некој посебен осврт има посебна грижа кон самите животни. Меѓутоа ја изоставив на Африка, таму има исто доста центри, меѓутоа тие првенствено функционираат на тие како волонтерски здруженија за грижа, а овие се веќе како регистрирани. Во Турција кажавме дека 8 од нив се во склоп на ветеринарните факултети, значи ветеринарните факултети од 11 ја имаат превземено таа грижа. Треба да се размислува и за кај нас во таа насока. За жал, еве се уште нема, не само пред 2020 година која што беше спомната туку, уште и 8 или 10 години пред тоа беше разговарано на нашите простори за отворање на некој таков центар, меѓутоа за жал тоа се уште не е реализирано. Постоја некои индици зоолошката градина во Скопје, мислам да биде преименувана или во склоп на неа да има еден таков центар за згрижување на диви животни, меѓутоа ќе видиме како тоа времето, но сепак простореве и ние како универзитет, како пионири, она што го реков и претходно, да размислуваме во таа насока, значи да почнеме со нешто малку, па после тоа и нормално и медиумското покривање е доста тука битно и свеста кај луѓето кое што може да се разви и да стане уште поголема во однос на тие животни. А може би ветеринарниот факултет да го гледаме како центар понатаму или место каде што тивите животни би се скрижувале, рехабилитирале, лекувале. Би можело, во склоп на ветеринарниот факултет и секако како единица на универзитетот. Свети Климент Охридски би тоа. Ви благодарам и на овата за разговорот. Ви благодариме и вам и понатаму и многу успешни вакви конференции, каде што некои теми понатаму ќе прераснат и односно идеи кои што ќе бидат реализирани во иднина. За плачење, колку жешко може дај, се топев пред тебе ко да сум ја шеке, на тоа ке остане. Времето си лета, кога помина, лето е среќа, се смеам на глас, секој пат кога на тебе јас ке помислам и знам, нема никој како нас, знам дека ме мислиш, како
Nема zemlja, pa kakva dilema. Nema nazad vraćanje. Pa to сега lesene. Te gledam za sebe, ti svetiš ko mene. Jedan zadrh nije smeje. Времето си лета, кога помина. Лето е среќа, се смеям на глас. Секој пат кога на тебе јас помно мислам и знам, нема никој како нас. Знам дека ме мислиш како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се стремам. И без див ја сторам секогаш кога од тебе одам. Но те знам, јас тебе нема да ме оставиш мене. Почитувани, толку за денеска во емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Само да кажеме дека во следните изданија ќе имате можност да слушнете и други трудови од учесниците на Универзитетската студентска конференција од студентите на Укло за општеството од 2023. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова Груевска. Ви благодариме што и денеска бевте заедно со нас и секако останете понатаму на 90,8 МГц. Твоите очи лено мори, водат ги червени.
Укло ФМ, Битола, јануари 2024 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло ФМ, Битола.